Споменик на бугарскиот полковник Константин Каварналиев, кој загинал во Втората Балканска војна, ќе биде поставен во близина на Дојран. Иако се работи за тугински офицер кој загинал во битка на македонска земја против друга тугинска и освојувачка армија, македонската влада во насока на спроведување на договор за пријателство со соседна Бугарија одлучи да го чествува на сличен начин како македонските херои. Сакам да ги информирам граѓаните на Бугарија дека споменикот на полковник Карвалиев е готов, е направен, чекаме само да се транспортира она што од Софија да биде ставено за да можеме јас и премиерот Борисов и официјално да го пуштиме. Споменикот е направен бајка, навистина е прекрасен, убав, тоа е дел од нашата балканска европска историја. Споменикот ќе биде поставен во близина на местото каде што загинал борејќи се против грчката армија, односно на истата локација каде што во 1916 година бил направен споменик од тогашната царска Бугарија. Тој споменик бил урнат во времето на Југославија, а бугарски представници во неколку наврати безуспешно се обидувале да му постават ново обележје, но били одбивани од македонската страна. Историчари со кои контактираше Алфа, а кои не сакаат јавно да зборуваат, велат дека една работа е да се подигаат војни гробишта на загинати војници, но сосема друга тежина има да се градат споменици на високи офицери кои биле директни представници на онаа политика која се залагала за освојување на македонската земја. Прашуваат дали по овој чекор ќе се појават и лавина други барања од например Србија или Грција, кои би сакале да се подигнати споменици на нивните воени команданти што војувале во Македонија. За подобрување на односите со источниот сосед, своевремено како градоначалник на Стромица Заев нареди бришење на дел од надписот на споменикот на народниот херој Благоја Мучето, каде пишуваше дека тој бил убиен од бугарскиот окупатор. Македонската страна во заедничката комисија која ги води преговорите за ревизија на историјата, неофицијално веќе прифатила дека царот Самуил, Григор Прличев и други истакнати личности од македонското минато се всушност бугари, и во таа насока наскоро би можеле како такви да бидат воведени и во македонските учебници по историја.